Ги следите регионалните вести. Годинава Тетовци за летна дестинација најмногу ја бираат Турција со оглед на поевтинувањето на цените оваа сезона. Според туристичките агенции, после Турција најбарана е Грција, потоа Црна Гора и Албанија. Најбарана летна дестинација годинава е Турција, како што ни изјавија во туристичката агенција Евротурист. Тетовци се заинтересирани за оваа земја бидејќи има поевтинување на цените оваа сезона. Евротурист како туристички оператор и оваа година има богата понуда, може да речеме, за оваа лето. Ние организираме со чартер летови за Турција. Си летаме 2 пати неделно, секој четврток и недела, директен лет за Анталија. После клиентите може да бират сместувања во градовите што паѓаат во тој регион. Кемер, Анталија, Белек, Сиде и Аланија. Исто така има пакет аранжмани што се нудат за регионот, за Грчка со собствен превоз или со редовна линија, хотелско сместување, исто така и апартманско сместување. Зависи од побарувањата. Исто така се нудат пакет аранжмани за Будва, Херцег-Нови, Улцин и Албанија, почнувајќи од Драч, Валона и Саранда. Пакет аранжман со хотелско сместување и чартер лет за Турција чини од 299 евра па нагоре. Цените се прифатливи за оние кои имаат традиција на летување во Турција, но годинава и Албанија е привлечна поради пристапните цени. Ова година не се нудат Египет и Тунизија од Скопје, се нудат од регионот, од Белград има директни летови за овие дестинации, а цените Турција има доста поволни цени. Исто така и регионот на Албанија има ефтини цени. Туристичките агенции во Тетово се задоволни од интересот на граѓаните за нивните пакет аранжмани, а после рамазанските пости бројот на семејства кои тргнале на летување повеќекратно се зголемил. Од туристичката агенција Евротурист очекуваат со исто темпо да се резервираат аранжмани заклучно со септември, со оглед на тоа што последниве години летувањето после сезона стана вистински хит. Утре Македонија ќе биде зафатена со високи температури од жолта алертна фаза. Лекарите апелираат да се почитуваат препораките за заштита на здравјето. Според најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на утрешниот ден територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза, соопшти Министерството за здравство. Граѓаните потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, а особено да се внимава при подготовка и консумирањето на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно да ја земаат пропишаната терапија. Инаку според прогнозите на метеоролозите и утре ќе се задржи претежно стабилно и многу топло време. Во петок попладне ќе настапи значителна промена на времето, кога на повеќе места ќе има нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Врнежите ќе бидат пообилни преку ноќта кон саботата, особено во северните делови. Петок кон крајот на денот ќе почне да дува северен ветер, кој повремено ќе се засилува и ќе предизвика нагло опаѓање на температурата. За време на викендот ќе преовладува променливо облачно, ветровито и доста посвежо време со локални врнежи од дожд. Од понеделник се очекува повторно стабилизирање со постепен пораст на температурата. Во текот на изминатите 3 месеци на поширокото гостиварско подрачје имало над 60 пожари. Од противпожарната единица во Гостивар апелираат на внимателност и одговорност, за да се избегне ризик од ширење пожари на отворено, кои се почести во летниот период. Во текот на летото високите температури вообичаено го зголемуваат ризикот за шумски пожари. Добрата вест е што противпожарната единица во Гостивар периодов регистрира помал број на пожари на отворено, споредено со лани ова време. Сепак оттаму апелираат на особена внимателност и потсетуваат дека граѓаните не треба да палат огнови неконтролирано,
за да се избегнат посериозни последици. Сега во летниот период, кога настануваат поголеми температури, постои опасност од појава на шумски пожари, односно на луѓе несовесни кои ги палат шумите. Ништо не е шумски пожар не е случајно настанат, односно се пали дали од невнимание или од намерно, повеќе од намерно или некогаш и од невнимание, од пушоци, од запалени скари и така да апелираме на граѓаните да не ги палат шумите, затоа што тоа е наше богатство, не му прават штета ни на шумското предпријатие, ниту на никој друг, освен самите на себе. Благодарејќи на временските услови, до сега не имаме некои поголеми шумски пожари, а можеби тоа и доприноси апелите и совесноста на граѓаните така да шумските пожари во последно време се намалени. Според евиденцијата на противпожарната единица, во изминатите 3 месеци гостиварските пожарникари имале над 60 интервенции. Освен на отворен простор, куќи и во други објекти, гаснеле оган и во моторни возила. Во последното тромесечие од годината, односно 4, 5 и 6 месец, на територијата на породична општина Гостивар, бидејќи ги покриваме и општина Врапчиште и општина Ростоши и Маврово, имаме повеќе пожари, односно на отворен простор имаме 31 интервенција, на објекти 26 интервенции и на моторни возила 7 интервенции. Што се однесува до состојбата со пожарите минатата година на поширокото гостиварско подрачје, противпожарната служба интервенирала во вкупно 273 пожари. Полициски билтен, кражба во стан во Гостивар, измама и сообраќајна незгода регистрирале во СВР Тетово. 47 годишен гостиварец вчера вечер пријавил дека непознати сторители ноќта помеѓу 11 и 12 овој месец, најверојатно со употреба на клуч калаус, ја отвориле влезната врата од неговиот стан на улицата Гоце Делчев. Целосно ја пребарале внатрешноста и од детската и спалната соба одзеле 11.700 денари и 6 златни прстени, а потоа незабележани од никого го напуштиле станот. Вкупната материјална штета причинета во оваа кражба според сопственикот се проценува на 42.000 денари. Се работи на расветлување на сите поединости околу пријавеното и на откривање на сторителите. 88 годишникот гостиварското село Пожаране вчера пријавил измама од непознато лице, кое околу 10 часот го пресретнало на улицата Гоце Делчев во Гостивар. И му кажало дека претходно му се случила сообраќајна незгода во која наводно учествувало уште едно лице странец од Украина, кое ги чекало на друго место во близина на плоштадот. Непознатиот побарал од старецот да му даде денари за да плати за лекување на сопругата на украинецот, бидејќи во пликот што го држал во раката имал само евра, а како гаранција дека ќе се врати и ќе му ги донесе парите, му оставил, како што му рекол, златен часовник вреден 4.000 евра. Тој му поверувал на приказната и му дал 5.600 денари, но подоцна му станало јасно дека е измамен, бидејќи непознатиот не се вратил веќе. Се преземаат мерки и активности за расветлување на измамата и идентификување и пронаоѓање на сторителот. Вчера околу 13 часот на регионалниот пат Тетово Скопје се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, двете Мерцедес. Првото возило со тетовски таблици го управувала 27 годишна тетовка, а второто со скопски таблици управувано од 53 годишен тетовец. Во незгодата 27 годишната тетовка добила телесни повреди. Со друго возило пренесена е во Тетовската клиничка болница и е задржана за натамошна обсервација. Извршен е увид и се утврдува причината за несреќата и се друго, додека вкупната материјална штета во истата се проценува на 50.000 денари. Полицијата во двор во куќа во Тетовската населба Дреновец заплени огревни дрва натоварени во моторно возило джип. Се работи на расветлување на настанот. Полициски службеници на СВР Тетово по претходна телефонска пријава утринава околу 5 часот и 40 минути во дворот куќа во Дреновец, чиј сопственик се наоѓал на време на работа во Германија. Забележале паркирано возило джип со тетовски регистарски таблици, прекриено со шаторско крило, а во чија внатрешност, поточно на задниот дел, имало околу метар и пол кубен букови дрва. Возилото претоа било забележено службеници на полициската станица за граничен надзор Рогачево, кем бензинската пумпа во Порој, пошто на брзина свртело лево и се опатило кон населбата Дреновец. Двете непознати лица кои се наоѓале во возилото излегле, го ставили преку дворната ограда и избегале. Возилото со огревни дрва е обезбедено, фотодокументирано и потоа е предадено на шумската полиција за натамошна постапка.
Се работи на откривање на лицата кои го ставиле возилото и избегале. Граѓаните од општина Тиарце од сега за патни исправи и лични карти ќе можат да аплицираат во полициското оделение Тиарце. На промоцијата на пунктот за таа намена присуствуваше и заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу. Во полициското оделение Тиарце во Тетовско Тиарце започна со работа пункт за примање апликации и фотографирање за патни исправи и лични карти. Промоцијата на пунктот е да им се излезе во пресрет и да им се улесни на граѓаните и пред се навремено вработените во странство од овој регион, кои деновиве планираат да аплицираат за добивање нови документи, брзо и квалитетно да ја завршат целата законски предвидена процедура. По тој повод, полициското оделение Тиарце денес го посети заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу. Ние сме тука во полициската станица во Тиарце за да го изразам мојата непосредна поддршка со цел услугите на Министерството за внатрешни работи да бидат поефективни и поблиску кон граѓаните. Денеска го промовираме отварањето на канцелариите за издавање на лични документи, патни исправи, лични карти и државјанство. Граѓанинот е пред се. Сите да бидеме начело на задачите, да работиме достоинствено, никој да не биде дискриминиран, на секого да му се нуди услугата што му припаѓа. Ние сме за граѓаните. Тие заслужуваат многу повеќе. Инаку со истата цел граѓаните да бидат брзо и квалитетно услужени, Тетовскиот одсек за управни работи во текот на летото воведе двосменско работење, кое започнува од 8:30 и завршува во 19:30 часот. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово на пресконференција која ја одржа пред православните гробишта во Тетово реагира на лошата состојба на улицата Гоце Делчев. Според Општинскиот комитет, санацијата на улицата било дел од предизборните ветувања на градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Почитувани, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово остро реагира на непревземените и нереализираните активности на актуелната градоначалничка на општина Тетово госпоѓа Теута Арифи. Во врска со решавање на дадените ветувања во пресрет на локалните избори, меѓу кои и санација на улицата Гоце Делчев, во која се наоѓаме, која се наоѓа во стариот дел на градот Тетово и се протега од православните гробишта што се позади нас, до мостот на река Пена, која води до местоста Горно Мало. Жителите на оваа улица се уште чекаат на санација на бекатонот и коцките со кој е пополчена улицата, кој пак е толку оштетен и полн со дупки, што треба да сте велемајстор во слалом за да поминете, а да не го оштетите возилото, а да не зборуваме за опасноста при движењето на самите пешаци. Ова е особено присутно во делот на улицата пред православните гробишта, а знаејќи дека тука поминуваат погребните поворки и поради тоа нивното движење е многу отежнато. Ја повикуваме градоначалничката на општина Тетово, госпоѓа Теута Арифи, веднаш да превземе соодветни активности и мерки за спроведување на дадените ветувања. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово и советниците во општината Тетово од редовите на ВМРО ДПМН повторно ќе реагираат доколку не биде нешто пресемено во врска со ова. За новиот државен универзитет на албански јазик Мајка Тереза одобрени се 160.000 евра. Оваа сума на пари е потценувачка за отварање на ваква значајна образовна институција, смета универзитетскиот професор Вулнет Палоши. Така сега во однос на моите мислења, размислување во однос на ваквите одлуки, прво е жалосно, нели, ова одлука за 160.000 евра да оформиш универзитет. Со ова им даваме направа на оние кои не рангираат дека ние сме таму кај што не рангирале, затоа што во Македонија можело државен универзитет да почне и со 160.000 евра, нели. Второ, како професор и интелектуалец, нели, јас сум исто така навреден, затоа што фактички се осеќам дека толку вредиме. Вредиме кој едно мало спортско игралиште за мал фудбал, нели, као универзитет толку не цени државата. И трето, како интелектуалец албанец исто така сум навреден дека партијата која се согласила со ваков начин да се оформи универзитет, нели, вреднувањето на
на нас, професорите, па и кадрите кои ги произведуваме, срамно со ваква сума, неозбилна да можеме да речеме дека оформуваме една високошколска установа. Како го коментирате баш во овој период отварањето на овој факултет во Скопје? Па, како за све што во последно време во државата се покушава со шминкање да се некои работи под затворот и ова една одлука со шминка малце да се направи еден универзитет, но шминката има краток временски период и излагаат, како што беа фасадите во Скопје, како што беа скулптурите сега и оно најболното што е, и највредното што е и универзитетите да се нашминкаат и да речете дека имаме. Така да ова е по мене тотално неозбилна одлука, преди се на албанските представници во власта кои прифаќаат вакви решенија затоа што се и за навредливи и во крајен смисол и за албанскиот народ. Зошто се прави шминка баш токму во овој период? Па секако дека шминката се прави за да се наведат гласачите кои се приближуваат изборите, да се наведат дека нешто големо се прави, ото све другото е ситно, се стават некои споменици, се стават некои бисти или некои обележја таму и нема со што да се пофалат, барем во однос на албанскиот дел, нема со што да се пофалат пред гласачите дека направиле некој крупен капитален захват, барем во средините каде се живеат албанците. За овие, да не речам 15 на години, има населби во Скопје, па и во Тетово, и во другите средини, каде што се неприкуступачни, каде што ништо не е помрднато од таа точка, ни канализација, ни водовод. Еве ние Тетово сега, овие денови се гушиме во тоа џубре, каде што зимно време има други проблеми, летно време сега се овие, да речеме, мирисот кој што е граѓаните, кои сте во оваа вручини, го осеќаат од ова депонија кој што му се обеќава, така да ако немаш крупни капитални проекти, се зафаќа еден дел кој што е најболен, а тоа е дека еве децата ќе им дадеме право да учат во универзитет, а со тоа не се размисла дали ние имаме капацитет, барем како албанци, да ги тие технички факултети, кои се на ниво на факултети сега во Скопје, а ние и во Тетовскиот универзитет уште 12 години не можеме да ги дополниме местата со адекватен кадар, него се дополнуваме од Скопскиот универзитет, Тиранскиот и Приштинскиот и сега се отвара пандам на овој Тетовскиот кој што е еден факултет со 6 смерови, таму се прават од 6 смерови се прават нови 6 факултета. Тотално несватлива одлука, тотално неозбилна одлука по мене. Страшна сообраќајна несреќа во скопската населба Автокоман се случила утрово во 7 часот и 30 минути кога автомобил излетал од надвозникот и паднал на булевар Александар Македонски. Во несреќата е повреден 38 годишен возач од Скопје кој бил сам во автомобилот, а по несреќата е префрлен во ургентниот центар. Тој поминал само со полесни повреди. Според првичните информации, возачот веројатно се обидувал да заобиколи друго возило, изгубил контрола и ја пробило градата, а при падот се оборил и една бандера. Иницијативата на граѓански организации и предлог за итни демократски реформи бара да се преземат итни чекори во неколку области за излез од политичката криза. За областа медиуми предлагаат владата веднаш да го повлече предлог законот за владино рекламирање, да се избере нов состав на Агенцијата за медиуми на МРТВ и да се обезбеди одржлив извор на финансирање. Во областа правосудство да се обезбеди непречена работа на специјалното јавно обвинителство, потоа и да се формираат специјални оделенија во МВР и во судот за постапките по предметите на СЈО. Во делот јавни финансии бараат преиспитување на одлуката за еврообврзницата, а што се однесува на изборите имаат предлози за изборните комисии, прочистувањето на избирачкиот список, како и да се истражат случаите за притисоци врз вработените во администрацијата. Преговорите меѓу представниците на 4 партии потписнички на договорот од пржино продолжуваат денеска попладне откако вчера не беше постигнат договор. Представниците на партиите во друштво на американскиот и евроамбасадорот ќе се обидат да дојдат до решение за составот на адхок тело за санкционирање на медиумското известување 100 дена пред избори, кога во медиумите ќе важат изборните правила за известување, како и за деновите колку би требало да трае јавниот повик за само пријавување на гласачите од спорните 40.000, пошто тие што нема да се пријават ќе се бришат од избирачкиот список.
Се очекува повторно да се отвори прашањето за преодната влада и за нејзиниот мандат, како и за ингеренциите. Островот Лесбос е главна влезна точка за стотици илјади мигранти и бегалци, чија крајна цел е Западна Европа. Грчките власти досега пронајдоа тела на 4 лица, меѓу кои 2 деца кои се удавиле по превртувањето на чамет со мигранти во близина на островот Лесбос. Грчката крајбрежна стража соопшти дека се пронајдени телата на едно девојче, едно момче, на маж и жена, додека 6 преживеани се извлечени од морето. Мигрантите се наоѓале во гумен чамет со уште 9 други лица и патувале кон Лесбос од турскиот брег. Во спасувачката операција учествувале бродови на грчката крајбрежна стража и на Фронтекс. Дигалки и тешка машинерија ги расчистуваат остатоците, армија помага во операцијата. Роднините на жртвите одат во мртовечницата во Бари за да помогнат во идентификација на загинатите. Истрагата за директниот судир на 2 воза кој се случи во вторникот во јужниот дел на Италија, при што загинаа 23 лица, се фокусира на застарениот систем за предупредување на таа линија. Истражителите ја испитуваат едно од црните кутии пронајдени на местото на судирот, оддалечен единичен колосек северно од градот Бари. Системот се потпира на телефонските повици и човечка грешка, кој е главниот фокус на истрагата, се наведува во извештаите. Десеттици спасувачи се уште ги пребаруваат остатоците. Истрагата е насочена кон немањето автоматски сигнален систем на мал дел од италијанската железничка мрежа. Британската влада се труди да осигура граѓаните на ЕУ да можат да останат во Британија откако земјата изгласа да излезе од Европскиот блок, но тоа ќе зависи од реципрочните права за британците во Европа, рече денеска британскиот премиер во заминување Дејвид Камерон. Тој во своето последно обраќање пред парламентот рече дека апсолутно не постои шанса да се поништат резидентните права на граѓаните на ЕУ и тие да бидат депортирани откако Британија ќе го напушти блокот. Работиме напорно да го направиме тоа што го сакаме, а тоа е да им гарантираме на граѓаните на ЕУ дека се почитуваат нивните права, правата на сите што дошле во оваа земја, рече Камерон. Тој додаде дека е важно да има реципроцитет за британските граѓани во Европа. Во текот на денот премиерската функција на Камерон ќе ја преземе досегашната министерка за внатрешни работи Тереза Меј. Камерон, кој се залагаше за останување во ЕУ, најави дека се повлекува по референдумот на кој британците се одлучија за напуштање на Европската унија. Денес имавме сончево и топло време, попладне наместа со локални врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 18 до 22 степени, а дневната од 23 до 35 степени. Утре не очекува сончево и многу топло време. Попладне наместе ќе има развојна нестабилна облачност проследена со краткотраен дожд. Утринските температури ќе се движат од 17 до 24, а дневните од 24 до 35 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за овие регионални вести. Ви благодариме и пријатно.